Во времењата наназад во Битола, прочем како и во сите други поголеми населени места, делувале разни музички тајфи. Најмногу ги имало во времето на поемите и серенадите. Главно тоа биле музички групи кои свиреле по кафеани, свадби или други пригоди. Со пуштањето во работа на Радио Битола во 50-тите години од минатиот век се формираа и првите професионални ансамбли. Оркестарот Чалки, Народниот и Забавниот оркестар. Но и тие исчезнаа со појавата на современите средства за снимање. Од 60-тите години наваму, односно во период од 30-тина години наназад, во Битола почнаа да никнат музички ансамбли како печурки по дожд. Музиката на многумина им беше забава, но за многу други и извор за екзистенција. Во тоа време покрај другите се појави и групата Буба Мара, која набрзо стана многу популарна. Музиката на Буба Мара ја сакаа и младите и постарите. Ова е приказна за една битолска музичка група која не постоеше долго, но остави силен белег врз мужичкиот живот на Битола, а и пошироко. Носи важни пораки, разни вести европски, жалосни и радосни. Наивни натуристи, транзитни журналисти и белоцветски патници. Hello, 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 hello. Во наше Скопје сега се е весело. Hello, 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 hello. На запад ништо ново нема подобро. Експресниот воз Дортмунд, Скопје, Атина пристигна на третиот колосек. На сите патници им пожелуваме добар престој во нашиот град. Добро дојде малечка, долго си патувала, втора класа нервира. Сега сите возови експресно успорени, ужасно се просадни. Лицето изморено, сино око поспано, само еден насмех ќе е доволно. Hello, 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 hello. Љубов да боли сега сват, I know. Hello, 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 hello. Насмеј се еден насмех ќе е доволно. Hello, 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 hello. Во наше Скопје сега се е весело. Hello, 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 hello. На запад ништо ново нема подобро. Hello, 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 hello. Во наше Скопје сега се е весело. Hello, 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 hello. На запад ништо ново не е подобро. Па можам да кажем дека во почетокот на 80-тите години, крајот на 70-тите години, во Битола постоја повеќе групи и повеќе музичари. Како попознати групи тогаш оформени, добро што работе, што свира беа Хераклеја, групата Бете Топ, групата Мадригали, па Вилд Бойс и многу други групи. Имаше едно 5-6 групи, така многу добри групи кои што работеа на така по високо ниво и кои работеа професионално. Од тие групи ја издвојувам групата Мадригали, бидејќи групата Буба Мара потекнува фактички од групата Мадригали и од овие две познати групи што ги реков, Хераклеја групата и групата Бете Топ. Сега сите возови експресно успорени, ужасно се просадни. Лицето изморено, сино око поспано, само еден насмех ќе е доволно. Hello, 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 hello.
воли сега сват. I know. Hello, 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 hello. Насмеј се еден насмех е доволно. Hello, 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 hello. Во наше Скопје сега се е весело. Hello, 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 hello. На запад ништо ново нема подобро. Hello, 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 hello. Во наше Скопје сега се. Членувањето во групата Бубамара започна од кога Миле, кој другари сме од 70-тите години, и тој членуваше во разни групи како што постоја на тоа време, и јас бев во други групи, тој си беше во Мадригали, јас во Хераклеја, ГД групи на тоа време. Но тие времена, 70-тите крајот, почетокот на 80-тите години, немаше така барем за во Битола некои групи повеќе или фестивали каде може да се негде тие групи, тие пејачи на тоа време да се афирмираат. И затоа се работеше на тој начин, собери се свирни, тогаш некои свадби, и така беше. Идејата, значи, се оформи негде 85-та, 6-та, 7-та, негде се оформи Макфест, кој, тогаш што беше првиот фестивал баш на таа забавна поп музика, која ни овозможи шанса на тие групи кои досега така по визби, да го речам, свиревме и по ресторани, да можеме да се афирмираме. Каждый утро постани, мисли мои немирни, о колку сакам пак да те прегрнам и да ти кажам врати се. О колку сакам пак да те прегрнам Групата Бубамара е оформена во 1987 година. Оформено е на иницијатива, можам да кажам дека моја иницијатива беше,
сакав да обновам групата Мадригали, да пуштиме една композиција на Макфест да пуштиме, со кое што ќе излеземе како група Мадригали. И одејќи така во Скопје, отидов кај нашиот пријател Драган Карамфиловски Бојст, мојот ствари и на Борче и на сите други што беа во групата, и разговарав со него, велам, Драган, дали сакаш, му велам, да се вратиме пак да свириме, да оформиме групата Мадригали, па да излезиме на Макфест. Гледам дека излегват некои композиции, али не е то. Дали можеш нешто да направиш? Тој е и денес, мислам, еден од подобрите композитори во Македонија. Дали можеш, му велам, нешто да направиш? Ако направиш нешто, ево дојди до Битола, тој Скопје живееше. Мислам, после распадот на групата Мадригали и Трмвоко, живееше во Скопје. И можам рече, па дојде во Битола, се собравме. Тогаш студија за снимање немаш. За демо снимка се правеа обично песни на обичен касетофон или на систем некој, али многу тешко. Најдовме еден 4 каналец, најдовме една миксета најдовме. Па на неја направивме првата композиција, тоа беше на Драган Карамфиловски, пак ја напоменам Бојс, Бај композицијата, која ја пуштивме на конкурсот за Макфест, за конкурс 1988 година на фестивалот. Таа композиција беше примена на тој фестивал, така што првиот настап на групата Буба Мара беше на фестивалот Макфест 88 година. На тој фестивал излеговме многу забележително. Не освоивме награда, али можам да кажам дека со композицијата Бај, до тогаш таков стил немаше направено некој, како ние што излеговме, и на таква хит песничка, многу добра беше, која следеше после тоа, многу спотои следеа и многу настапи следеа. Така да во наредната година, 1989 година, добивме награда за најслушана композиција од минатогодишниот фестивал. Значи, од 88 година ја добивме наградата што имавме заслужено во 89 година. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, во очи солзите. Само кажи бај, заборави се. Ти си едно лето и зима, мала тајна скриена, страшна бура што се спрема, а на изглед невина. Ти си моја вечна тема, книга непрочитана. Пред тебе јас имам и трема, само шанси нема. Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, во очи солзи две. Само кажи бај, заборави се. Ти си едно лето и зима, мала тајна скриена, страшна бура што се спрема, а на изглед невина. Ти си моја вечна тема, книга непрочитана. Пред тебе јас имам и трема, само шанси нема. Кажи ми како да те заборавам. Кажи ми, кажи, или да ти простам пак. Од едно лето ја спомени носам, во очи солзите.
veselo. Kaži mi kako da te zaboravam. Kaži ili da ti prostam par. Od jedno leto ne spomenino sam, od oči solzite. Samo kaži bye bye, zaboravi se. Samo kaži bye bye, zaboravi se. Кога ја прима композицијата во Скопје за да преговори за фестивалот и со Славе Димитров. Славе Димитров рече тоа име мадригали беше на тоа време, значи ова да не се повторувате, да не бири са пак мадригали, рече нешто ново се прави. Тој предложи кое име мислевме она, предложи тој Бубамара. Што значи тоа Бубамара? Бубамара рече, значи, носи среќа. Да, прифатихме и така, ете, и наставаме групата Бубамара. Скопје Атина пристигна на третиот колосек. На сите пратници им пожелуваме добар престој во нашиот град. Dobro dojde malečka, dolgo si patuvala, dorakla sam nervira. Сега сите возови, експресно успорени, ужасно се досадни. Лицето изморено, сино око поспано, само еден насмет ќе е доволно. Hello, 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 hello. Љубов да боли сега свати, I know. Ево да ги споменам и членовите кои беа на таа група. Мислам на правата постава што беше на групата Бубамара, Борче Нигодиновски, јас Милиш Роденковски, Драган Карфиловски, Бојс Лјупчо Спасеновски. Беше првата постава на групата Бубамара. А потоа имаше измени после 89-та година. После вториот настап на Макфест, еве тука може да се покажи. На ова. Вториот после настапот 89-та година со композицијата исто на Драган Карамфиловски Hello, hello, hello. Така мислам се викаше песната. Така мислам, да. И Драган Карамфиловски Бојс замина од групата, така што во групата беше надополнета со уште двајца познати музичари, со Лјупчо Димовски и Благој Петровски штуката, познат музичар кој свиреше во групата Бететоп, што значи групата броеше 5 членови. Тогаш имавме соработка уште со еве ги таа групата. Ова е првата LP плоча што излезе од битолска група, првата long play плоча излезена од битолска група. Во 89-та крајот 90-та година. Ова LP плоча е снимена во Загреб, во студиото на тогаш познатиот композитор и аранжерист Златко Таноди, кој што скоро на сите композиции имаше направено аранжмани. И ова беше издадена, LP плоча беше издадена од издавачката куќа Везилка од Битола, која мислам дека дали беше во 2000, дали во 3000 примераци, сите тие примераци се дадоја, така што имаше надополнување печатање, што мислам многу добро одеше LP, мислам плочата. Штом те видам, трчам јас по тебе, леле што ми е.
Mini nosiš pamet zubam, ne znam glava kaj mi je. Zdravo veliš magla faćam, zašto ne te ispraćam. Teška greška bitka gubam, treba da se ispravam. Mama, načence, pušti tvoje nežno račence. Mama, načence, strasno sakam tvoje ustence. Mama, načence, dojdi svega tikaj vatence. Mama, načence, će ti kaže svega vatence. Mama, načence, dojdi svega tikaj vatence. Mama, načence, će ti kaže svega vatence. Ovci brojam, tavan sejam, lele som ne me faća. Maki mačam igra nova, zašto li se zafaćam? Reši cvrsto živ mi majka, utreke ja pobaram. Saka neke nema vreme, otike si zaminam. Mama, načence, pušti tvoje nežno račence. Mama, načence, strasno sakam tvoje ustence. Mama, načence, dojdi svega tikaj vatence. Mama, načence, će ti kaže svega vatence. Mama, načence, dojdi svega tikaj vatence. Mama, načence, će ti kaže svega vatence. Mama, načence, dojdi svega tikaj vatence. Mama, načence. Бевме многу прифатени. Можам да кажам дека во тоа време бевме прифатени од 7 до 77. Нашата таа музика, после тоа кога седнавме и ја сработивме и првата long play плоча, тогаш немаше цедина. И тие сите песни беа така прифатени, кои и мали деца и повозрастни и остари ги прифатија и така во тоа време доста бевме повикувани во телевизија, не можевме дома да се свртиме. Со тоа што не канеа на секоја емисија. Скоро немаше емисија во македонска телевизија, тоа беше македонска телевизија. Немаше емисија кај што не настапувавме. Можам од неделата да речем скоро 5-6 дена бевме во Скопје во гости во емисија. Исто тоа во тие години, после 92-та, негде 93-та како беше, почна да се јавуваат и приватните телевизии во Битола. Така да му бевме, пошто ние како афирмирани, во тоа време, мислам до 90-тите години, бевме прва група која бевме радо прифатени во македонска телевизија, и тогаш во македонска телевизија многу тешко се објавуваше. Така да и со формирањето на приватните телевизии во Битола бевме доста често гости. И нормално, тогаш нови телевизии, бараја и тие поафирмирани групи кои беа. На дланка ја чува пална малечка, стихови нежни, безброј песни, за неја јас ќе напишам. Само крај Ана јас да сум. Ана, Ана, ко бистра вода планинска. Ана, Ана, птица
зативка ја сонувам за една нежна насмевка и на брегот сам ќе чекам, а на од југ да долетам и пак да бидам со неја. Имавме снимено тогаш од кога излезе овај LP плочата, имавме снимено 2-3 концерти комплетно и спотои со групата Буба Мара за македонска телевизија, концерти беа за телевизија, да. И многу имавме настапи, можам да кажам, одевме на концерти низ цела Македонија, одевме, бевме канати во да учествуваме на некои забави. Тогаш можам да кажам излегвавме со некои пејачи, ево ко Драга Мијалковски, имавме настапено познати пејачи, ко со Лидија Кочовска, така со нив. Друго можам да кажам дека тогаш постоеше многу голема љубов кон музиката, што можеби да кажам дека не се работеше како денес, например, секој пејач работи за пари, да кажам. Тогаш работевме од љубов, работевме во визби, правевме проба, можам да напоменам дека работевме во Работничкиот универзитет, тука во зградата. Тука работевме, тука проби правевме и мислам работевме така со чиста љубов кон музиката, работевме не за пари, работевме само за да свириме, да покажеме дека знаеме да свириме, дека знаеме да правиме добри песни и да излези нешто од Битола, нешто добро. Kade si ti? Na 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 na. Na 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 na. Plača ti je planini, zvona budan spomeni, kolko solzi kažni sudbini. Solzi
И така се работеше негде до 94-та и 5-та со настапите по фестивалите. Потоа си замина од групата Драган Карамфиловски Бойс. Останавме ние 5 души, тука што ги имаме на овие 5 души останавме што направивме плочата и посреден тоа настапувавме по локали, по кафичи, воведовме тогаш први секвенцери, па со демо снимки работевме на други проекти, исто така комплет работевме, го оформивме, веќе бевме јас и Миле, почнавме и почетокот на Сидо, тогаш во тоа беше детскиот фестивал, бевме во организацијата. Работевме на други фестивали во Струга, дечки фестивали, направивме и таму доста добар фестивал. И така се занимававме со тоа, што во тоа време после почна да излегуваат и други групи. По повод, може гледајќи на нас дека може тоа да се направи, може да се успее и на фестивали, почна и повеќе така. И затоа ние се повлековме со тоа, со тие настапи. Си, погледај во мене, одме сврти се. Моја си, дојде со мене, нема враќање. Само си која само та еротира, не можам те добијам шок. Само си која такси те нервира, влегува и не сакам твор. Само си која само превозира, не можам те добијам шок. Само си која такси те нервира, влегува и не сакам твор. Dobijam šok. Danas si koja taksi se nervira, vlegува i ne stakam skor. Danas si koja stalno prevozira, ne možem te dobijam šok. Danas si koja taksi se nervira, vlegува i ne stakam skor. Ej, stop. Значи, после смртта на нашиот вокален солист, толку не погоди сите членови на групата Буба Мара, така да, мислам, тој беше дефинитивен крај на групата Буба Мара. Бидејќи замена за Лјупчо не можевме да најдеме, бидејќи негувавме една одреден стил, одредена музика. И тој фактички ни го даваше стилот на цела група. Така што после останавме, ево да кажам, Лјупчо Димовски, гитаристот, ни отиде во странство после тоа. Па Благој Петровски исто во странство ни отиде, останавме со Борче, ние 20-та тук, сами. Така да, со Борче, и Борче желен за музика, и јас бев желен за музика. Дојдов јас први, можам да кажам сега, дека до идеја да го направиме овај фестивалот на староградски песни Серенада. Ствари да го обновиме. И исто како прошлиот пат, мислам, кој беше за образување на групата Буба Мара, отидов кај Борче му велам, дали сакаш да ја продолжиме, му велам, традицијата на овај фестивал Серенада, да почнеме да го работиме, па да видиме, ако најдеме финансиски правиме фестивал, па ќе тераме напред. Борче се сложи и така, значи почнавме да го работиме фестивалот на староградски песни Серенада на широк сокак, кој по тежина, музичка тежина беше, мислам дека еден од најдобрите фолк фестивали, ако овој староградски беше, бидејќи музиката беше наживо. Значи, имавме музичари, околу 20 музичари свира наживо се пееше и директен пренос имаше на
Мислам, тогаш македонска телевизија беше најгледана телевизија, директен пренос на македонска телевизија, на која што учествуваја пејачи, најдобрите пејачи, можам да речам, и од народната, и од забавната музика од Македонија. Имаше една година, две и од странство имавме поканата. Еве и денес ја се обидувам да заборавам, душа да одморам, но дел од мене ти ми одзеде, кога си отиде, приказ не создаде. Години уште многу ке минуваат, твоите очи ке ме прогонуваат, нови страници ке се допишуваат во ова безкрајна приказна. Еве и денес ја се обидувам да заборавам, душа да одморам, но дел од мене ти ми одзеде, кога си отиде, приказ не создаде. Години уште многу ке минуваат, твоите очи ке ме прогонуваат, нови страници ке се допишуваат во ова безкрајна приказна. Години уште многу ке минуваат, твоите очи ке ме прогонуваат, нови страници ке се допишуваат во ова безкрајна приказна. Години уште многу ке минуваат, твоите очи ке ме прогонуваат, нови страници ке се допишуваат во ова безкрајна приказна. Години уште многу ке минуваат. И неге така работевме после по ресторани, по кафичи, по Нова година свиревме така до 2000-та година, 2000 нешто. Но потоа не најде уште една несреќа. Нашиот пејач, вокален солист Љупчо Спасеновски ненадејно почина и мислам дека тоа многу не изненади, така не растежи и после тоа групата веќе нема, се разделивме на еден начин, не да се разделиме како другари, него секој тргна по други патишта, друго, работата нормално и ова време сега како што е, мораш да работиш. Носи важни пораки, разни вести европски, жалосни и радосни. Наивни натуристи, транзитни журналисти и белоцветски патници. Hello, 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 hello. До наше Скопје сега се е весело. Hello, 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 hello. На запад ништо ново нема подобро. Можам да кажам дека во ова LP плоча, тука што е пред мене, сите бевме композитори, сите бевме аранжеристи, значи сите аранжеристи бевме. Фактички на плочата аранжман пише Златко Таноди, али по идеја наша беше направено, мислам, секоја композиција. Значи сите членови на групата имаа композиции во самата плоча. Негде околу 9 композиции, мислам, беа. Еве тука се, така мислам, 9 композиции. Од сите има, значи, композиции. Сите членови има. И многу солидно. Покрај настапи што имавме во Македонија на концерти, имавме настапи и во странство на 2-3 познати фестивали. Бевме на Опатија,
93-та, дали 92-та година, така нешто. Бевме така, мислам, тие години и бевме Задар, имаше еден фестивал. Тогаш прва година му беше отворањето, мислам, тој беше 90 пред распадот на Југославија. Мислам, во сад, то 90-та година, 91-та, тука негде беше, распадот, мислам. Тогаш учествувавме на тој Задарски, тој една година траеше, мислам една година и беше прекинат. Имав мисто викања, настапи на телевизија, да речеме радио телевизија Београд, радио телевизија Нови Сад, Сараево, имавме снимано, во Загреб имавме снимано за телевизија. Ветер носи тажен глас, да ми каже титко, да ме гали нежно, што ја нема крај мене. Мој ангеле, ветер носи тажен глас, да ми каже титко, да ме гали нежно, ангеле. Една звезда волшебна, волена сме сакала, о моите очи, од тага скриени, две мали сози љубени. О моите очи, од тага скриени, две мали сози љубени. Мој ангеле, ветер носи тажен глас, да ми каже титко, да ме гали нежно, што ја нема крај мене. Мој ангеле, ветер носи тажен глас, да ми каже титко, да ме гали нежно, Една е Буба Мара, една беше група и мислам ќе остане не само во сеќавање наше, туку во сеќавање и на цела Битола и на цела Македонија, можам да кажам. Не препознавали до каде ќе одевме, низ Битола во продавници имавме привилегии на некој начин. А ти во Бубамара, ти ова. Немаше вестник, немаше неделник кој беше без да не е спомената и групата Бубамара, кој не слика така да и како Битоси се сликале, така и Бубамара. Се уште луѓето не препознаваат, макар што во градот сега не само јас и Миле, како што каже, едни замина Австрија, други Америка, јас и Миле сме тука, сепак луѓето се не препознаваат. Многу пати уз кафе се присеќаваат и ќе прашат дали има нешто, како што прее спомнав, како што ќе ни речат дали има шанса да се соберите пак, да нема шанса. Тажни утра поспани, мисли мои немирни. Групата Буба Мара одамна ја нема.
како што чувме, нема шанси да се обнови, како што тоа во последно време го прават многу вакви ансамбли. Но тоа не значи дека од време на време не треба да се подсетиме на Бубамар. Многумина и денеска се сеќаваат на мелодиите што ги слушале во времето на својата младост. И да ти кажам,